Историјата и напредокот често се судираат и тоа не е никаде повидливо отколку тука во Стоби, најголемиот македонски археолошки локалитет. Видете, Стоби се истражува веќе 100 години. Првите истражувања се почнати за време на Првата светска војна, кога е откриена епископската базилика и базиликата, двете базилики во едната во надворот Стоби, внатре во локалитетот. Првите ископувања, сериозни, систематски, се започнати во 20-тите години од страна на Народниот музеј во Белград. Патиштата, урбаната експанзија и запоставувањето го загрозуваат не само Стоби, туку и наследството низ целиот Балкан. Финансиски средства секогаш се потребни, меѓутоа треба да се има предвид дека средствата што ќе се вложат на вакви места, на археолошки локалитети или на споменици на култура, би се вратиле назад доколку посветиме внимание повеќе на културниот туризам. Истражувањата, заштитата и презентацијата на локалитетите тие можат многократно да ги вратат средствата кои што се вложени. Надлежните фокусот го ставаат на инфраструктурата и урбанистичките проекти, но што е со археологијата? Ние имаме неколку големи локалитети кои што мислам дека им треба многу малку за да бидат соодветно презентирани и вклучени во културен туризам. Вардарски рид кој што се наоѓа веднаш после границата со Грција, Баргала, Струмица исто така, прилепските локалитети, значи имаме културно наследство кое што може да биде соодветно презентирано и да допринесе во економскиот развој на државата. Неодамнешните напори, вклучително изголеменото финансирање и дигиталното мапирање, носат надеж за балканската археологија. Инвестирањето во археологијата не ја штити само историјата, го поттикнува туризмот, образованието и националниот идентитет. Минатото е наследство, па развојот на археолошките локалитети е клучен за нашата иднина.